Нема никакво сомневање дека иднината на Македонија е како земја членка на Европската Унија. Евроамбасадорот Михаелис Рокас со охрабрувачка порака за Македонија. Според него, државата покажала капацитет за спроведување на реформи, но треба повеќе да се работи на владењето на правото, правосудството и борбата против корупцијата, а европската интеграција на земјава зависи од спроведувањето на клучните реформи за раст и развој. Без двоумење можам да кажам дека земјата покаже дека има капацитет да спроведува реформи. Би сакал да ја поздравам работата што е завршена во собранието, особено во однос на законите што се донесуваат во овој дом. Секако, со подршка на делегацијата на Европската Унија, сметаме дека успешно можеме да ве подготвиме за пристапување кон Унијата. Според него, процесот на проширување во полн ек и секојдневно се бележат нови позитивни случувања, како што иницијативата на Франција и Германија, која предвидува да се забрза процесот на пристапување, да се исполнат сите неопходни предуслови, но истовремено и земјите кандидати постепено да добијат поголем пристап до внатрешниот пазар на Европската Унија. Очекувано критики за реформскиот процес имаше и опозицијската СДСМ. Председателот на оваа партија, Венко Филипче, посочи дека 4 земји кандидати, Албанија, Црна Гора, Молдавија и Украина, брзо напредуваат во процесот на интеграција, додека Македонија останува без отворено преговарачко поглавје и според него е единствена држава без напредок. Се поставува прашањето дали намерното запирање на европскиот пат не е форма на државен удар. Кога се знае што треба да се направи, кога ниту едно поглавје не е отворено, а 4 земји кандидати за Европска Унија беа на заедничка во еден ден меѓувладина, посебни, се извинувам, не заеднички, но во еден ден одржани меѓувладени конференции. Албанија и Црна Гора, понатаму Молдавија и Украина. Во извештаите на Европската Унија, според евроамбасадорот Рокас, може да се забележи позитивна оценка за повеќе области. Тој смета дека политичките партии покажуваат конструктивен пристап и дека постои добра демократска атмосфера. Сепак додаде дека потребни се заедничка политичка волја и многу работа за да се постигнат поставените цели.